Што се случува со тебе, пак си се здебелила. Поддршката во тој период многу е важна и многу е важно од која добиваш. Поддршката ја имав, не целосна, затоа што прашањата што се случува со тебе, пак си се здебелила, што јадеш за да бидеш толка, тоа не е поддршка. Луѓето мислат дека така само ќе те поттикнат, ќе те потсетат дека ти си дебел, па ајде да смениме нешто. Најголема препрека се финансиите, затоа што во тој период не можеш да работиш затоа што телото не ти дозволува. Дебелината си носи сама по себе анксиозност, една тешка депресија која те врзува за кревет и која не ти дозволува, немаш ти волја да станеш да вежбаш, немаш волја да станеш да работиш, да правиш нешто. Според мене здравството треба да има подобар план за тие луѓе од типот на комплетен пакет за слабење, почнувајќи од психолози, кардиолози, ендокринолози. Моето искуство е дека твојата борба водат многу луѓе кои се блиски, на кои им значи твојата состојба, ама сепак борбата е лична. Може да те допрат до тебе, да ти помогнат минимално, ама борбата е во глава и препорачувам на сите што сакаат да почнат со оваа борба, прво да се изборат во главата, да ја донесат одлуката тука, сега и одма. Круг на поддршка за тежината да стане полесна.